Благодарам, подпредседателке. Прво, сакам да реагирам процедурално согласно членот 42, кои што се однесуваат на пратенички прашања, кои што се наменети за опозицијата за овој ден, затоа што недозволиво е да не бидат присутни представници на владата кои што се повикани да присуствуваат на седницата. Мислам дека деловничките норми не се само да стојат запишани некаде на хартија, некој треба да ги почитува. И не само ние, министрите, владата треба да бидат поодговорни затоа што тие се избрани од собранието. А одговарањето на прашањата кон пратениците е одговор кон граѓаните. Непочитувањето на парламентот и на пратениците е непочитување на граѓаните. И не треба апсолутно ваков однос да се толерира повеќе, затоа што не е ова прв пат да имаме присутни еден или два или три министри од 24 министри во влада, кои што ги имаме денеска. Што е поважната работа од тоа што денеска треба да работи собранието? Тоа е прво. И второ, за кое што сакам исто да реагирам, очигледно е дека сето ова што го правиме денеска, одговараме, поставуваме прашања, нема кој да даде одговори. Ке прашуваат пратениците, овие што се одговори во владата не се тука. Ајде да се присутни на терен, ба не Македонија гори во моментот. Крива Паланка, за жал, имаме првата човечка жртва. Горат неколку куќи во Кумановско, во село Четирце. Под обсада е веќе село Долно Којнаре. Гори селото Николик и така натаму. И затоа барам веднаш председателот Африм Гаши да се врати во собранието, каде и да е, да свика една адхок координација и на таа координација да видиме како собранието може да помогне во целата ова ситуација и што е тоа што треба да го направиме. Инаку се друго нема сврха веќе да дискутираме и да правиме, додека луѓе умираат од пожарите, а нема никој да реагира во овој дел. И стварно мислам дека треба барем ние да покажеме малку поголема одговорност. Барам час пауза, Африм Гаши да дојде овде и да бидеме на